Новото издание на Digi+. Како помина GRP настанот во Скопје, Европската Унија објави конечен текст од Законот за вештачка интелигенција. Магазинот Time потпиша договор за лиценцирање со OpenAI. Наскоро пристигнуваат XR очилата на Google и Samsung. Овој Time дрон може да лета со денови без полнење. Што се витјубери, зошто се популарни и како функционираат? Ќе го знаеме до самиот крај. Уште едно топло неделно пополудне кое го поминуваме разладувајќи се и уживајќи во новите Digi содржини во Digi+. Бидете наше друштво до самиот крај, а почнуваме со мал осврт на она што се случуваше саботата во организација на Комикс и Пагода. Да, на панел дискусијата се зборуваше на доста интересни теми околу разликите на RPG жанрот на игри. Фотокорнерот беше еден од главните хитови, имаше косплей изработка на Ива заедно со бустер мечот на Клод на Final Fantasy. Се прикажуваше и анимираниот филм Final Fantasy, а вистински хит беше и гейминг корнерот, кој всушност беше во испразнето джакузи, каде посетителите имаа можност да пробаат JRPG игри на Nintendo Switch и на PlayStation 5. Браво за организацијата! Се гледаме на следниот настан. Да се вратиме назад на актуелностите. А од актуелностите ја издвојуваме и веста дека Европската Унија го објави конечниот текст од Законот за вештачка интелигенција, а ова се деталите. Новиот закон ќе стапи во сила 20 дена по објавувањето, што значи дека ќе се применува од 1 август. Иако сите негови одредби ќе бидат целосно применливи за 2 години, некои од нив ќе бидат имплементирани многу порано. Компаниите што ги обучуваат нивните модели со вештачка интелигенција ќе мора да ги почитуваат законите за авторски права, освен ако нивниот модел е создаден исклучиво за истражувачки цели. Носителите на правата можат да ги задржат своите права врз своите дела или други предмети за да го спречат ископувањето текст и податоци, освен ако тоа не е направено заради научно истражување, се вели во текстот на законот. Уште една актуелност е веста дека популарниот американски магазин Time неодамна се приклучи на се поголемиот број медиуми кои склучуваат договор за лиценцирање со технолошката компанија OpenAI. Тоа значи дека креаторите на ChatGPT ќе можат легитимно да ги обучуваат своите големи јазични модели со написи од целата 101 годишна архива на публикацијата. Компанијата за вештачка интелигенција исто така ќе има пристап до содржините на Time во реално време за да одговори на барањата на корисниците во однос на најновите вести. Склучувањето долгорочно стратешко партнерство се очекува да донесе придобивки и за Time, бидејќи ChatGPT ќе ги цитира медиумите и ќе приложува линкови до изворниот материјал на веб страницата на публикацијата. Се повеќе големи медиумски куки се одлучуваат за партнерство со OpenAI, наместо да влегуваат во конфликт со компанијата за вештачка интелигенција. Технолошкиот развој продолжува да создава предизвици за издавачите на глобално ниво, па тие мора да бараат нови извори на приходи. Финансиските услови за договорот помеѓу Time и OpenAI не се познати, но претходните слични договори вклучуваат и паричен надоместок за издавачите. Наскоро пристигнуваат XR очилата на Google и Samsung. Компаниите Google, Samsung и Qualcomm веќе подолго време работат на очила за проширена реалност за да го предизвикаат Apple Vision Pro. Но нивното деби постојано беше одложувано поради загриженоста на директорите дека не се доволно импресивни за потрошувачите. Повторно слушнавме за платформата на крајот од неодамнешниот Galaxy Unpacked настан, кога Рик Остерлих потврди дека Google работи со Samsung и Qualcomm за развој на платформа на која ќе работат идните XR уреди. По него зборуваше Тим Рокс, председател на Samsung и шефот на мобилната дивизија на компанијата, кој додаде дека новата XR платформа ќе биде објавена подоцна во текот на годината. Ова дефинитивно звучи како потврда дека XR очилата на Samsung ќе бидат достапни во наредните месеци. Според извори за Business Insider, девелопер верзија на очила ќе биде присутна во продажба во октомври, а конечната комерцијална верзија на крајните корисници се очекува во март следната година.
Веб страницата наведува дека очилата требало да бидат објавени на почетокот на оваа година, но биле одложени за да бидат унапредени. Се шпекулира дека Samsung развива конкурент на Apple Vision Pro, наречен Samsung Infinity, а Qualcomm подготвува нов суперчип кој ќе ги напојува очилата. Се шпекулира дека уредот на Samsung ќе има цена од околу $1,500 наместо $3,500 колку што Apple бара за својот простран компјутер. Компанијата Wing, која е во собственост на гигантот Alphabet, се обидува да ја подобри својата услуга за испорака со беспилотни летала, но релативно малиот капацитет за товар на модерните авиони е сериозна пречка. Wing представи нов дрон кој е чекор напред во вистинска насока. Новиот модел може да носи товар од 2,26 кг, што е двојно повеќе од најдобриот дрон на Wing. Новиот дрон може да лета со брзина од 105 км на час, а неговата батерија му овозможува лет долг 19,3 км, што значи дека може да изврши испорака за помалку од 6 минути. Тоа дефинитивно го надминува времето на испорака на пица, а повеќето од нив тежат помалку од споменатите 2,26 кг. Зголемувањето на носивоста ќе му овозможи на Wing да врши уште повеќе испораки истовремено и да го ограничи бројот на нарачки за кој е потребен повеќе од еден дрон. Компанијата тврди дека за 30% од сегашните испораки се потребни 2 дрона. Но тоа е анализа која не го зема предвид новиот дрон. Booking.com. I'm going to somewhere, anywhere. Нови проблеми за популарната услуга Booking за наоѓање и букирање сместување. Откако годинава бројни издавачи на апартмани за сместување се пожалија на доцнење со плаќањето, проблеми се појавија и за самите корисници, односно гостите кои резервираат сместување преку оваа платформа. Вината во овој случај не е на самиот Booking, туку на хотелите кои беа нападнати од хакери, но најголемата жртва на крајот се корисниците, кои парите наместо во хотелите ги уплаќаат на сметка на хакерите. Криминалците веќе заработија многу пари со оваа многу успешна измама и ќе продолжат да се обидуваат да ја користат истата тактика. Првиот чекор во оваа измама е, користејќи добро познати тактики за хакирање, да добијат пристап до платформата за резервации на хотелот. Една таква тактика е да испратат мејл до хотелот во кој тврдат дека претходно престојувале во тој хотел, но дека таму го оставиле пасошот. Во тој мејл испраќаат и линк од Google Drive, кој наводно содржи фотографија од пасош. Наместо фотографија, злонамерниот софтвер презема се од компјутерите. Кога ќе стигнат до порталот Booking, во хотелската платформа, хакерите имаат пристап до податоците на сите луѓе кои моментално се во хотелот или резервирале сместување преку таа услуга. Кога ќе имаат пристап до тие податоци, тие ги контактираат корисниците со резервација од официјалната апликација на Google и ги известуваат дека мора да платат за сместувањето или хотелот или ќе биде откажана резервацијата. Оние кои ќе одлучат да платат, на крајот ги плаќаат парите не на хотелот, туку на измамниците. Оваа измама е исклучително успешна, така што хакерите сега купуваат информации на дарк веб форуми за да пристапат до хотелските портали, плаќајќи по 2000 евра. Причината зошто хакерите се толку успешни и веќе извлекле многу пари е тоа што, благодарение на овие податоци, имаат пристап до сите гости на хотелот кои резервирале сместување и можат да контактираат со нив преку официјалната апликација, па гостите тешко може да се посомневаат дека тоа е некаква измама. BBC го контактираше Booking за ова прашање и компанијата одговори дека, иако тоа не е нарушување на безбедноста од нивната страна, нивните експерти работат со партнери за да им помогнат да ја подобрат безбедноста, вклучително и помагање на враќање на парите на гостите кои биле измамени.
Воздухопловните сили на Соединетите Американски држави се поблиску до реализација на својата визија за ефтини дронови за наблюдување со автономен дрон кој може да лета повеќе од 3 дена постојано. Веќе лета мисии на Блискиот Исток. Роботското летало за надзор може да лета 80 часа без дополнување гориво. Овој таен дрон може да лета со денови без полнење. Ултра вршеше операции во сенка се додека Централната команда на Соединетите Американски држави ненамерно откри во мај дека дронот бил користен на Блискиот Исток со објавување слики од него во воздухопловната база Ал Дафра во Обединетите Арапски Емирати. Развиена од производителот на дронови DZUni Technologies во соработка со воздухопловната истражувачка лабораторија Ултра ветува ново поглаве, бидејќи не се работи за скапи летала, соопшти компанијата. Пред да бидат објавени фотографиите од дронот, DZUni беше таинствен за своите долгорочни програми, бидејќи работеше директно со борците на активни мисии, рече Метју Мекју, извршен директор на DZUni. Беспилотното летало Ултра налик на едрилица може да остане во воздух 80 часа без полнење гориво или слетување и може да носи товар до 181 кг. Ултра чини мал дел од цената на застарените авиони за надзор, вели DZUni, како што се General Atomics MQ-9 Repair, кој чини приближно $30 милиони по парче. Неверојатно е колку индустријата за дронови се развива со неверојатна брзина. Забрзо се враќаме назад да дознаеме што се витјубери, но и се разбира веќе изненадување од Анкоч. Се гледаме по рекламите. Бидете така. Еве не назад го следите новото издание на DigiPlus. Минути за попусти за нашите гледачи. Ова емисија, еве во моментот за сите оние кои што сакаат да скенираат попуст од Анкоч. Земете ги мобилните, скенирате го QR кодот и освоите дигитален ваучер со попуст. Едноставно и корисно, па проверете што е на попуст оваа недела, зошто да не. А сега се префрлуваме на друга интересна тема. Што се витјубери, зошто се популарни и како впрочем тие функционираат? VTubers дефинитивно го воодушевуваат светот на онлайн забавата и добиваат огромна популарност меѓу публиката. Всушност, од 2021 година тие достигнуваат до 16.000 создавачи на содржина. Да, добро слушнавте. Денеска истражуваме се што треба да знаете за нив. VTuber е кратенка од виртуелен YouTuber. VTuber е креатор на содржина кој произведува интересна содржина на повеќе платформи, но се крие за дигитален аватар. Виртуелниот аватар ќе му олесни на виртуелниот YouTuber да изгради уникатен лик за да се истакне. Како што велат тие, никогаш нема да ја видите вистинската личност за нивниот виртуелен лик. Ке видите VTuber како лик инспириран од аниме, оживен со помош на технологијата за снимање, движење и виртуелна реалност. Тоа е оно што го прави овој креатор на содржини различен од повеќе јутубери. Може да ги замислите виртуелните јутубери како виртуелни познати личности кои што се забавуваат и комуницираат со своите фанови на интернет. Понекогаш тие може да бидат и како инфлуенсери. И покрај неговото име, значењето на VTubers не е ограничено на употреба на YouTube како единствена платформа. Всушност, VTubers користат други платформи, како Twitch, Facebook и друго. Гајент Гура е една од најпопуларните VTubери кои привлекуваат огромна публика. Таа има повеќе од 3 милиони претплатници на YouTube. Тоа е сосема неверојатно за канал со виртуелен карактер. Всушност, креаторите на содржини со виртуелен идентитет експлодираа во популарност во последните години. Милиони обожаватели ширум светот ги гледаат нивните омилени ликови како играат игри, пеат, танцуваат и едноставно се дружат. Со фактот дека виртуелните јутубери го заземаат светот, можеби ќе прашате како започна ова. Еве ја приказната. 2011 година. Ами Ямато, јапонска блогерка, го започна своето деби на YouTube на 18 мај 2011. Таа прикачуваше видеа кои зборуваат на различни теми во 3D аватар. Иако некој би можеле да тврдат дека Ами Ямато е повеќе како 3D влогер отколку како VTuber, незините видеа навистина ги инспирираат креаторите на креативни содржини ширум светот да направат нешто слично. Тогаш идејата за VTubing, без разлика дали е во 2D или 3D анимација, станува реалност и влијае на луѓето да се приклучат. Значи, ако прашате кој беше првиот VTuber, тоа едноставно е Ами. 2018 година.
Трендот на создавање виртуелна содржина продолжи да расте, бидејќи повеќе создавачи на содржина ја усвоија виртуелната личност креирајќи своји аватари. Таа година на пазарот влегува компании како Nijisanji и HoloLive. Тие се поставуваат себе си како агенции за виртуелни таленти, помагајќи му на создавачот на содржина да управува со нивните ликови и да ја зголеми својата публика на многу платформи. Со тоа многу популарни витјубери се под нивното управување. Пандемијата од 2020 година го забрза трендот за создавање виртуелна содржина. Прво, условот да се остане дома ги охрабри луѓето да ја поттикнуваат својата креативност преку создавање онлайн содржина. Второ, повеќе луѓе се свртеа кон онлайн забавата за да станат огромна потенцијална публика. Резултатот не е само скок од околу 1600% во 2021 година според User Local од Јапонија. Туку се прогнозира дека ќе има изголемена вредност од 22.410 милиони долари до 2029 година. VTubers работи со создавање содржина. Сепак, тие не создаваат обични видеа со содржина. Наместо тоа, тие користат пристојна компјутерска графика за да направат виртуелен аватар за да создадат одлична забава. За нивните аниме ликови, виртуелните јутјубери создаваат содржина фокусирана на различни активности и теми, како што се играње игри, правење интервјуа, зборување за дневни случувања, пеење песни, правење комични скечеви. Добро слушнавте. Сите тие дејствија ги прават вистински луѓе кои го покриваат својот идентитет со свој аватар, а не со содржина генерирана од вештачка интелигенција. Потоа, тие треба да носат уред за снимање на движење поврзан со компјутер. На овој начин, секое движење што го прави, ќе биде имплементирано во неговиот лик на интернет. Сето тоа може да го започнете и вие со само неколку стотици долари. Па потоа може да го надградите поставувањето, откако ќе почнете да заработувате како VTuber. Ако сте професионални, може да размислите да купите костюм за следење на движење, но тоа не е баш ефтина инвестиција и би ве чинело околу 12.500 долари по костюм. Дополнително се препорачува надграден мокен компјутер со одлична видеографичка картичка и зелено платно за да ја создаде вашата виртуелна позадина. Може да заклучиме дека виртуелните јутјубери може да бидат навистина забавни во секоја сфера на која што се обидуваат да се фокусираат. Па од тука може да заклучиме и дека се очекува витјуберите да станат главни играчи во забавната индустрија во годините што доаѓаат. Никогаш не се знае, може би вие ќе станете некој популарен VTuber. Доволно е само да пробате, па ќе видите колку можете да се пронајдете. Верувам дека ве пронајдовме во овие содржини и ви беше интересно до самиот крај во ова неделно издание на Digi Plus. Ќе ви посакам убав остаток од денот. Доколку нешто пропуштите во целост, можете да не гледате на нашиот YouTube канал Digi TV MK. Исто така побарете ни на социјалните мрежи, на име на Facebook, на Instagram и на TikTok. А нормално она што е ново, сите видеосодржини и сите текстуални содржини од нашата емисија и во дигиталниот свет можете да ги сурфате преку нашата нова веб страница digitv.mk. Се гледаме каде и да е, но дефинитивно следната недела повторно и на Телма во стандардниот термин 17 часот и 50 минути. Имајте убаво лето.